Почитувани слушатели на Македонската радио програма, денес разговорот водиме со новинарот Бранко Ѓорѓевски по повод смртта на прераната смрт на митрополитот Тимотеј Дебарско-Кичевски и австралиско-сиднејски. Инаку Бранко е еден од добрите познавачи на црковните работи во Македонија, па и надвор од Македонија. Бранко, добар ден, добре дојавте на Македонската радио програма. Добар ден и добро ве најдов и поздрав до сите ваши слушатели, нашите сонародници во Австралија и Нов Зеланд. Кај нас многу бевме изненадени овде во Австралија од прераната смрт на митрополитот Тимотеј. Како ја дочекавте веста за неговата смрт? Таа вест сите не трогна. Навистина станува збор за заминување на една ноше значајна личност, за еден голем духовник во редовите на нашата Македонска православна црква. Таквите заминувања не можат да остават никого без тага, без чувство дека една голема личност, еден светилник ќе ви недостасува во оно што е црковна дејност, во она што се духовните потреби на нашиот народ. Во ликот на владиката Тимотеј можеа да се препознаат сите оние квалитети кои што еден духовник требаше да ги има. Тој беше едно олицетворение, една честност, една личност од која што никогаш не сте можеле да слушнете тешки зборови, навреди, што неретко ги слушаме од некои црковни достоинственици. Точно е, он имаше специфичен човечки карактер, меѓутоа никогаш не дозволи да биде вмешан во некои непримерни полемики, навредување на одредени личности, што сме сведоци дека се случуваат во црковните редови. Не, тој секогаш имаше пред себе интерес на собствената црква, на собствениот народ и во тоа целиот се вложуваше и мислам дека и таа болест, нели, сега гледаме дека со години имала тешки здравствени тегоби, он не водеше сметка за сите тие здравствени проблеми кои што ги имаше и беше целосно вграден во сите оние тешки предизвици и премрежја низ кои црквата и нашиот народ поминуваше во изминативе децени. Во една моја пригода, во една средба со него, впрочем, тој ми кажа дека немал расчинето свештеник. Ете, и тоа кажува за каква личност станува збор. Додека некои други владици лесно посегнуваат по најтешки црковни казни, анатеми, расчинувања, внесување на лоша енергија во рамките на црквата, каде што е последна работа која што треба да се случи таква нешто, кавга или нетрпеливост, исфрлање од црковните редови, јасно кажува каков човечки пристап имаше он како духовник. А подоцнежните решенија покажуваа дека тој е сосема во право, дека таквиот пристап е најисправен и дека се може да се реши со добра волја. Така, како е реакцијата во Република Македонија, во соседните држави? Имаш сознанија? Па веќе денеска има прилика да прочитам дека од страна на Српската православна црква, српскиот патриарх испрати една навистина искрена и трогателна израз на сочувство, и тоа само покажува колку тој го ценел владиката Тимотеј. И сигурен сум дека таквите изрази ќе следат и утре, задутре, у наредниве денови, бидејќи од оноа што го гледаме од дејноста на владиката Тимотеј,
Тој имаше многу контакти со многу цркви, со српската, со руската, со бугарската, со грчката, со вселенската патриаршија. Фактички нема црква со која што тој не контактирал и кој што не го ценеа, не го прифаќаа како искрен соговорник. Јас ќе подсетам само дека токму Вселенската патриаршија него го сметаше за една важна карика во односите меѓу Вселенската патриаршија и Македонската православна црква, посебно во овие изминативе 2 години кога тргна процесот на прифаќање, на признавање на нашата, а нормално нели то беше и во претходните години таков однос, што само укажува колку тој беше ценет од страна на другите цркви, другите црковни достоинственици. Така, митрополитот Тимотеј беше вклучен, односно беше еден од првите во делегациите во борбата за признавање на Македонската православна црква. Вие подобро знаете за средбите со другите поместни цркви. Да, значи владиката Тимотеј е хиротонисуван во 1981 година. Тогаш што он станува владика, нели, Дебарско-Кичевски, австралиски и тоа. Он припаѓа на една втора генерација на македонските владици, после она прва историска генерација на владиците предводени со првиот архиепископ Доситеј, со митрополитот Битолски Климент, митрополитот Злетовски Наум. После нив, веќе кога дојде време, доаѓа нова генерација владиците. Владиката Тимотеј тогаш станува владика, во таа година и владиката Петар е избран за владика, што значи, подоцна се случуваат и нови хиротони на Гораз. Заправо и Гораз мислам дека е во 1977 година хиротонисуван, малку пред Тимотеј и Петар. Значи веќе една нови кадри се инкорпорираат во ткивото на Македонската православна црква, а тоа е период веќе кога ние имаме водиме голема битка за прифаќање на нашата автокефалност од страна на другите православни цркви. Нели познато е, ние ја прогласиме во 1967 година и од тогаш фактички почна да се води таа борба за признавање, бидејќи нели Српската православна црква на тоа категорично се спротивставуваше и најдена поддршка на другите православни цркви. Постоечките владици, новите владици кои што стапија во структурата на Македонската православна црква, односно владиката Тимотеј, го премзеваа тој факел на борбата. И фактички од таа година пред таа нова генерација на владици има неколку задачи. Првата е нормално да се развива Македонската православна црква, како жив организам, како жива црква. Оно што постоеше беше добро, но требаше да се унапредува, нели? Самиот и развој на нашата држава, на нашиот народ бараше развивање. Владиката Тимотеј има мисија, добива мисија во Австралија, добива мисија во Охридска митрополија и гледаме дека таму работи многу, дека тие темели што се поставија во Австралија се унапредуваат, дека и натаму се развиваат, и она што постои денеска се сведочи за тоа. Од друга страна, беше потребно да се води една борба за автокефалност. Сега, тоа е еден период кога другите православни цркви се прилично ригидни во однос на нашето црковно постоење. Едноставно, Српската православна црква успеа да го наметне тој став дека сме ние шизматици, дека сме самоволно прогласила автокефалност, дека таа не се прифаќа. И мора да признаеме, тоа наоѓаше на поддршка, тој тврдиот став. Но тој период, нели, кога блокот на грчките православни цркви е категорично против нашето постоење, дека не признаваат постоење на македонска нација, македонска црква. Така да, тоа е еден многу тежок период, кој што едноставно не можеше да се постигне нешто повеќе
околу признавањето на таа автокефалност. Јас кога имав многу пати кога контактирав со владиката Тимотеј, во една прилика он ми кажа, јас кога го прашав онака, добро господин Тимотеј, кога би можело да се очекува да дојдеме до автокефалноста? Тоа беше пред 5-6 години, пред ова што се случи сега пред 2 години. Така, и он така во еден момент на искреност ми кажа вака, мислам дека оваа генерација на наши епископи нема да ја дочека автокефалноста. Така тоа беше малку и трогателно кажано, и бидејќи состојбите беа такви. И натаму конфронтацијата со Српската православна црква беше силна, Вселенската патриаршија не беше вклучена интензивно толку како што пред 2 години се вклучи. Едноставно не имаше никако светло во тунелот кој што сме движевме. И тој навистина мислам дека беше помирен, дека оно што го правеа како владици, дека едноставно нема да донесе посакуваниот резултат. Но работите сменија пред 2 години, нели, ради многу бројни околности, така делумно и ради тактиката што добро се искористи у тој момент од страна на нашиот синод, со обраќањето кон Вселенската патриаршија, нели, на тоа имаше влијание и спогодбите што ги случи на нашата земја, што најде промена на однос во блокот на грчките православни цркви, но таму исто гледаме проблем да и натаму не е решен, но сепак се дочека. Македонската православна црква се призна како црковна институција, добивме и томос од Српската православна црква, останува сега да се добие томос од Вселенската патриаршија, со што ќе се заокружи тој пат. Мене ми е жал што болеста ни го озема владиката Тимотеј, кој што посакуваше, сигурно и работеше да се заокружи таа целосна автокефалност, така. И он секогаш, кога во комуникација што имавме, секогаш кажуваше, кога го прашува за овие контроверзни потези што се случуваат сега во овој период, така, у релација со Српската, Руската црква, Вселенската патриаршија, тој секогаш ми потенцираше дека ние треба да се водиме со сопствени национални интереси. Ни да се водиме со интересите на Цариград, ни со Москва, ни со Белград, туку со нашите интереси. Нормално, треба комуникација со сите тие црковни центри, но првенствено да се водиме со наши национални интереси. Тој беше можно познат и овде во Австралија по неговите тврди национални македонски интереси. Така беше до 94 година, меѓутоа во еден период, не знам дали вас ви е познато, веројатно ви е познато, Тимотеј беше голем противник политиката или партијата да се меша во работата на Македонската православна црква, и под таков притисок Тимотеј си замина од Австралија 94 година, после оние, знаете, после него се случија оние бурни невидени судови, пак да во Австралија, пак која таа поделба влијаеше и таму во Република Македонија и на другите континенти, но благодарение повторно на неговата смиреност во 2013 година, па до неговата смрт, Тимотеј ја превзеде, односно се создаде нова епархија од оние општини 12-13, односно се општини кои остануваат на темелите на стариот устав на Македонската православна црква за Австралија, кој е создаден, односно кој го пишуваше неговото блаженство, блажено покоениот поглавар на МПЦ Михаил. Благодарение на Тимотеј, сега во Австралија имаме насмирена состојба помеѓу македонските православни верници и во црквите, но сметате ли дека ќе добиеме нов духовник во неговото лице, во неговата како него, како човек кој или архиерей или пастир кој ќе ги разбере македонските православни верници овде дека не се газди, дека не се собственици и дека немаат никаква
материјална корист од храмовите, од црквите, освен кои им служат за погреби, крштевки, венчавки и за македонската традиција, обичаи и така натаму. Апсолутно. Ако ја низ годините, ако ја гледате дејноста на владиката Тимотеј, ќе видите дека он секогаш делувал смирувачки, дека бил фактор на стабилност, дека бил личност која што по која цена не сакаше да избувнуваат конфронтации, судири, кавги, спротивставувања, а нели како што реков што ни се случува во минатото. И секогаш тој ја имаше таква една мисија. Не случајно он заминува во Австралија за да таму нели се унапреди црковниот и народниот живот. Не случајно он станува администратор на Повардарската епархија во време кога се случува раскол со Јован Ранишковски. Така, кога тој беше тргнат од епархијата, беше поставен владиката Тимотеј како администратор таму. Многу се примери каде што тој се јавува како фактор на стабилност. Значи, голема е загубата. Но, да додадам, да се навратам, не случајно он станува администратор на Австралијско-Сиднејската епархија. Таму, бидејќи таму судирот беше доведен до крајни граници. Несватливо беше како можеше да се дозволи таква една конфронтација со народот, со верниците, со црковните општини. Едноставно, оно што го правеше владиката Петар немаше смисол, немаше оправдување и мене ми се разбирливи тие намери што се има во тој период кога се сакаше да се земат тапиите од црковните општини но таква една стратегија, таква една амбиција, желба едноставно не можеше да се прифати. И мене ми беше јасен тој жесток отпор што се даваше од народот, од црковните управи. И на крај мораше да се најде едно решение. За среќа во синодот превлада разумност и се свати дека мора да се најде друго решение за тамошните проблеми. И не случајно повторно таму се враќа владиката Тимотеј, сега како еден морален победник, како што рековте, тој во 1994 година беше принуден да ја напушти епархијата, но после 2012-13 се враќа таму како еден морален победник кој покажува дека со еден разум, со едни заемно прифатливи решенија може да се најде излез од секаква ситуација. Затоа мислам дека сега нормално сега треба и таму епархијата да добие нов владика, исто како и Дебарско-Кичевската епархија. Сега како што се разбира, управувањето го презема архиепископот Стефан, што сигурно ќе потрае неколку месеци, сепак е сега потребно да се владиката Тимотеј достоинствено испрати и да се организира на тамошното работење на епархиите. Но еден ден ќе дојде бидеме ли ние прашани управите на македонските православни? Па секако би требало да има такви консултации. Мислам дека помина времето на турање на некои личности кои што у старт би биле неприфатливи за народот и за верниците. Мислам дека тоа синодот треба да го направи. Кој би можел да дојде на вистина, не знам, но мислам дека оставштината што ја остави владиката Тимотеј со таквиот концепт кој што сега е на сила и мислам дека е тој прифатлив, дека е добар, гледам дека епархијата се развива, дека живее народот верски убаво, дека едноставно фактички веќе немаме емитување на проблемите на кавгите од Австралија меѓу нашите сонародници. Јас барем не знам за некакви такви проблеми да се појавуваат. Може би ги има на теренот. Не, ги нема сега откако дојде во 2013 Тимотеј, тој прочем и јавно Бранко кажа дека мене не ми требаат имоти ако
Јас како духовник, како пастир немам верници. Ете, то токму покажува каква е оставштината што тој остави за себе и која што ќе мора да се почитува од синодот кога се работи за изборот на нова личност што ќе управува со епархија. Како во Австралија, така и Дебарското-Кичевската епархија, која што е многу значајна за Македонската православна црква. Јас сега навистина не знам дали е време да се спекулира кој би можел да биде личност тага. Сега ситуација е таква да во Дебарско-Кичевската епархија првата помисли се врзува за епископот Атаниски Партени, нели, кој што е во Бигорскиот манастир. Но таму веднаш ќе се појави проблемот дали тој ќе биде прифатен од некои владици во синот, првенствено од владиката Петар, кој што има жестока конфронтација со епископот Партени. Така да не знам како и таму ќе оди поставувањето на новиот владика, а за Австралија исто така. И таму е прашање, бидејќи ако испратите погрешен човек во Австралија, ризикувате одново да се обноват некакви амбиции, аспирации кон тапиите, кон промените на правилниците и све што би можело одново да го разгори судирот таму. Јас навистина се молам и би апелирал синодските владици да мощне да внимаваат кога ќе испратат посебно во Австралија. Така да мислам дека за Дебарско-Кичевската епархија полесно ќе се најде решение, а додека за Австралија ќе мора максимално да се внимава и да се почитува делото што го оставил владиката Тимотеј. И треба да пратат владика кој ги разбира законите во Австралија и начинот како се чуваат народните имоти во Австралија. Ќе мора да дојде владика кој ќе знае дека во Австралија не можат народните имоти да бидат приватни. И такви се и законите во Австралија. И колку да сака некој човек да биде и ктитор и да биде не знам што, не може да ја регистрира црквата на негово приватно име. Тоа е невозможно во Австралија, така и во Канада, бидејќи ние со Канада имаме ист устав на државите. Ме интересира, Бранко, уште да поразговараме околу пред неговото испраќање, да поразговараме околу состојбите со фанарите. Како е состојбата? Знам, Тимотеј во една прилика имав интервју со него, кажа дека Македонската православна црква нема да го промени името заради вклучување во канонско единство со Севселенската патриаршија. А комуникето го знаеме дека нели тие бараат изричито да не постои изборот Македонија, македонски и така натаму. Да, тоа е оно што сега е и главен проблем во релациите со Вселенската патриаршија и очекуваниот Томос, нели, го кажа тоа и архиепископ Стефан и другите владици, и тој проблем треба да се решава. Нашиот став е одамна познат, дека ние во односи со Вселенската патриаршија сакаме употреба на она двојна формула. Едноставно тие ќе им дозволиме да ни се обраќат како Охридска архиепископија, но тоа да не биде за севкупна употреба. На тоа владиката Тимотеј се спротивставуваше. Тој и даваше и такви изјави дека за внатрешната употреба апсолутно останува уставното име на нашата Македонска православна црква. Така да јас се надевам дека тој проблем ќе се реши. Мора да се најде некакво решение. Сепак ние си имаме собствени идентитети, навистина оно што го имат како право и како оставштина другите православни цркви, зошто и ние да немаме такво право и туку да го загубиме.
сето тоа е, значи, она оставштина што останува за владиката Тимотеј, кој што ќе мора да се почитува од другите владици. Така. Вселенската патриаршија имаше големо почитување кон владиката Тимотеј, тоа морам да ви го признам. Нели бевме сведоци дека наназад година-две имавме чести доаѓања на митрополите од Вселенска патриаршија, посебно митрополитот Кирил од Инврос, и дека тие му искажуваа комплименти на владиката Тимотеј. Мислам дека владиката Кирил еднаш кажа дека е тој многу важна карика во релациите на нашата црква со Вселенската патриаршија. И дека мислам дека Вселенската патриаршија имаше една цела стратегија со која што сакаше да ги придобие, не да кажем симпатија, ама да владиката Тимотеј да го внесе оној здравиот разум што го има во нашето одлучување. Ако ја погледнете состојбата во нашиот синод, ќе видите дека таму имате неколку групации, сега да не ги именувам сега тие филства, но владиката Тимотеј секогаш беше тоа еден како тас кој што превагнува како ќе биде донесена некоја одлука. Секогаш тој имаше клучна улога во ситуација кога некои групации се судруваат. И затоа Вселенската патриаршија мислам дека имаше има желба да ја добие довербата на владиката Тимотеј за некои идни одлуки што би биле донесени. Така. Не случајни се тие епитети. Од друга страна, мора да признаеме и да укажеме и на нешто друго. Ако гледате кој главен црковен центар во Македонија има најинтензивна комуникација со Вселенската патриаршија, тоа е Бигорскиот манастир. Што не треба тоа ништо да не зачудува, тука нема никаква сомнителност. Едноставно комуникација треба да се има. Бигорски, значи во рамките на епархијата на владиката Тимотеј, Бигорскиот манастир кој што е под негова надлежност, така, има многу интензивна комуникација со Вселенската патриаршија. Значи таа комуникација, таа интензивност се случува со неговиот амин. Значи тоа покажува и неговата желба и подготвеност да се комуницира со Вселенската патриаршија. Од друга страна, ќе видите дека владиката Тимотеј беше дел од тој потесниот состав на синодот заедно со архиепископот Стефан и владиката Петар, кој што е донесета многу, според мене, непотребна одлука, со која што МПЦ реши да не сослужува со новата украинска православна црква во Украина, која што доби томос од Вселенската патриаршија, додека не се реши нивниот статус во православието. А која беше причината за тоа, Бранко? Мислам дека беше причината, кога ќе видите сега од денешна перспектива, мислам дека беше потребата нашите владици да добијат некој како дополнителен аргумент во преговорите со Вселенската патриаршија. Знаете, кога вие преговарате, кога имате едно тврсто условување од страна на Вселенската патриаршија дека зборот Македонија, македонска не може да се употребува, вие морате да добиете некаков аргумент, поддршка од некој друг блок на цркви кој што ве признава со вашето уставно име. Едноставно, сметате ли дека Руската православна црква има силно влијание врз Светиот архиерейски синод на МПЦ? Врз целиот синод не, но врз добар дел од лиците да, има. Тоа мора да се признае то. Добро, вие ги познавате повеќе работите, со тоа се занимавате, да. Значи, има. Само да довршам ова мислата, значи таа одлука со која што ние решиме да не ја признаваме православната црква во Украина ни создаде проблем, но ете сега ќе треба да се најде решение. Но околноста дека владиката Тимотеј беше дел од
тројцата владици што е донесла таква одлука, од друга страна па укажува оно што претходно кажав, дека тој секогаш се води со сопствени интереси, односно дека нема да се става ни зади интересите на Цариград, ни зади интересите на Москва. Контактира и преговара, дозволува интензивна соработка со Вселенската патриаршија, но контактира и соработува и со Москва и со Белград. Така да се е тоа ради она што како што реков дека се води со нашите национални интереси. Таа стратегија бара некогаш горчливи потези, можеби ете и непотребни, малку одлука конкретно мислам дека не мораше у таква форма да биде донесена, можеше на некој начин поинаку да се изменаџира сето тоа, но очигледно некои притисоци биле посилни и веројатно и он мораше да се согласи со таква одлука, а од друга страна сега па се води интензивна комуникација со Вселенската патриаршија и навистина е жално што тој замина, а што не се заврши тој процес. Така, да го завршиме нашето интервју, веќе поминаа повеќе од 30 на минути. Со последните негови денови, како ќе протече погребот на митрополитот Тимотеј? Впрочем, беше неговото тело изложено на Плаошник. Да. Има моите информации. Каква е состојба? Да. Поглаварот е во Америка, се вратели? Не имам информација дали е вратен поглаварот, но веројатно би требало да го забрза своето враќање. Може би затоа погребот е закажан за четврток, за да се добие во време. Така. Инаку, збогувањето со владиката Тимотеј оди на достоинствен начин. Неговото тело денеска беше изложено во црквата Свети Пантелеймон на Плаошник, поминува колони граѓани и се одржи заупокоена литургија, така ќе биде сигурно и во четврток кога ќе биде погребан во кругот на манастирот на Плаошник, кај што навистина Каде ќе биде погребот? Каде ќе биде погребан, знаете? Има манастирот Плаошник, така. А на Плаошник ќе биде, бидејќи вчера на Плаошник, да, мојот разговор со свештеникот Ефтим Бетински, тој рече од она, јас што имам сознание, дека желбата му била да биде во Кичевскиот манастир. Не, мислам дека е решено дека денешните информации укажуваат дека ќе биде погребан на Плаошник. Така. Значи добро, дефинитивно знаеме сега дека ќе биде погребан во Плаошник, по манастирот. Да. Добро, Бранко, благодарам многу за овие информации за македонската јавност овде во Австралија и се надеваме дека ќе добиеме наследник достоен кој ќе ги разбира македонците и нивните потреби, исто така и легалните правните институции овде во Австралија, за да остане вака како што е мирно македонското население, православните верници, македонските православни општини и така натаму. Нека му е вечна слава, Бог да го прости митрополитот Тимотеј, а вас ви благодарам. Благодарам и на вас. И вечен спомен на владиката Тимотеј. До слушање, до Ицо, биди на линија. Само да ова пак да проверам за Плаошник. За Плаошник, да, провери. Само да така е, не Кичевско никако не се спомнуваше денеска. Само момент. Погребот на владиката Тимотеј ќе се одржи во четврток во Плаошкиот манастир во Охрид. Така. Меѓутоа, таму ќе биде погребан таму. Да. Телото на митрополитот ќе почива во епархијата со која раководеше во кругот на Свети Климентејовиот храм на Плаошник.
Да, добро, значи дефинитивно На Плавошник, сигурно на- не е во Кичевско, не се спомна Кичевско, така. добро. Така. Добро, ви Е, благодарам уште еднаш на е. потврдата и Ајде, Ицо, информацијите. проштевај за денеска, ама еве гледаш, цел сат и пол ке ни отидеше од Да, работа, ке ме да, уништеше да. денеска. Добро, во ред, Ајде. благодарам многу и до Така, ако видење. имаш некогаш потреба други, секогаш во оваа доба може. Благодарам многу. Благодарам. Ајде, се најдобро. Ајде, чао.